Еден од најголемите адути за уривање на претходната власт беа ветувањата на владата на премиерот Зоран Заев дека ќе се справи со мегаломанскиот проект Скопје 2014 и ќе ја исправи искривената архитектонска и културолошка слика од владењето на Никола Груевски. 2 години подоцна од овие ветувања останаа елаборатите на разноразни работни групи во Министерството за култура за 30 на споменици и отстранувањето на споменикот на ќосето. Освен тактичката или популистичка игра со оваа тема, генерално во областа на културата владее незадоволство во културната јавност. Негодувањата и скандалозните резултати од конкурсите и во претходната година кога министер за култура беше Роберт Аладјозовски, а и оваа кога министер е Асаф Адеми, не стивнуваат. Сдруженијата на граѓани од културната дејност направија низа дебати со наслов "Културата е лична карта на државата". Најавите на Аладјозовски дека ќе негуваме европска култура, наспроти централизираниот и апсолутистички клиентелизам на неговата претходничка Елизабета Канчевска-Милевска, завршија со задоволство на оние кои добија проекти и незадоволство кај оние кои извисија. Во меѓувреме, освен со нова културна политика, тој неизбежно мораше да ги санира техничките штети што настанаа во објектите на Скопје 2014. Поплави во новите објекти на Македонскиот народен театар и во објектот на Државниот архив. Додека испливуваа грешките на ВМРО ДПМН и во скапите национални објекти и коруптивните скандали со некои поранешни директори на културните институции, министрите на новата влада истовремено создадоа некои нови проблеми. Реваншизам и прераспределба на кадри во културните институции немаше, освен како што рекоа онаму каде што беа констатирани нерегуларности. Музеот на ВМРО, кој се стекна со епитети дека е непотребен и прескап проект, еден од многуте каприциозни бастиони за запечатување на големомакедонската идеја на минатата власт, својот назив го смени, со владина одлука дури пред 2 месеци се преименува во Музеј на македонската борба за самостојност. Неколку јавни дебати, од кои беа усвоени заклучоци и предлози, ја креира и Националната стратегија за култура за периодот од 2018 до 2022 година, а собранието ја донесе како документ од стратешки интерес. Сепак, по заменувањето на Аладјозовски на местото на национален координатор за култура и доаѓањето на Асаф Адеми, оваа стратегија како да се смрзна пред новите одлуки на новиот министар. По објавувањето на резултатите од конкурсот и распределба на буџетските пари за 2018 година, евидентно стана збор за некоја поинаква културна политика. Во историјата на ова Министерство за култура беа дадени најмалку средства за филмската уметност, а најмногу за фолклорната дејност. Со ова требаше да се нивелираат парите за постоењето на танец и за новиот албански фолклорен ансамбл. Нови вработувања во овој ансамбл, унапредување на службеници во Министерството за култура. Сепак, Адеми успеа да се избори за новиот колективен договор на вработените во културата и да исправи некои неправедни разлики во вреднувањето на трудот на културните работници. Двегодишниот фокус кон некои стратешки политики на СДСМ, како да ја стави културата во сенка која е сосема потпрена на совеста на неколкумина добри менаџери на културните институции и креативниот потенцијал на уметниците. Ако културата е личната карта на државата, се очекува ова министерство да биде ослободено од какви било политички калкулации и да создава трајни вредности.